Водата во Охридското езеро е со највисок квалитет, односно е од прва класа, од сите примероци што се земени во Охридското езеро, микробиолошки квалитетот е одличен. Ова го покажуваат анализите кои ги направи Центарот за јавно здравје од Охрид, откако зеле примероци на вода од 39 локации до целото крајбрежје. Тоа значи дека на почетокот на туристичката сезона туристите и локалните жители без грижа ќе можат да се капат во езерото. Но искуството од минатите години покажува дека нештата може да се променат со зголемување на бројот на капачи во месеците јули и август. Употреба на колекторскиот систем, чести дефекти, преливање на шахти, што е појава која што ја имаме и во текот на годината, но бидејќи немаме големо оптоварување со луѓе кои што доаѓаат и кои што ги користат тие водоводните станици, пумпните станици, тогаш имаме помало загадување во текот на годината. Но јули и август очекуваме дека ќе се зголеми оптоварувањето и ќе имаме лош квалитет. Главен проблем останува недоизградениот колекторски систем во одредени делови од езерското крајбрежје. Овде и неконтролираната урбанизација, како и нерешениот проблем со неколкуте реки кои се вливаат во езерото, а кои според Центарот за јавно здравје се негови потенцијални загадувачи. Затоа ваквата состојба го менува и составот на езерото. Нема колекторски систем, фекалните отпадните води од куќите, од објектите, угостителски објекти кои што обслужуваат гости, завршува во Охридското езеро. Тоа представува оптеретување и тоа значи менување на флората и на фауната во Охридското езеро. Со години наназад ние сме имале еден тип на флора фауна која веќе последниве години е мутиран, најразлични видови на алги кои што не постоеле порано во таа чиста вода. Краби имаме сега, појава на краби. Ракови имавме порано, сега во многу помал број, на многу поголема длабочина. Со ова се согласуваат и екологистите. Според нив едно од најголемите закани по езерото е испуштањето на нетретирани отпадни води од населените места, кои се уште не се поврзани со колекторскиот систем. Испуштањето на нетретирани отпадни води доведува до еутрофикација и загадување на Охридското езеро, иако во последните неколку години извршена е рехабилитација на колекторскиот систем, сепак во минатите 20 години, за жал и сега се издвојуваат минимални средства од државниот буџет за директна заштита на еден од најскапоценните екосистеми во Македонија. Хранливите материи, присуството на фосфорот мора да се намали за 50% во следните години, воспротивно под влијание на климатските промени процесите на еутрофикација ќе се забрзаат. Друг проблем кој останува е загадувањето со нафта и бензин од пловните објекти. Затоа велот од Центарот за јавно здравје, Охридското езеро не може бесконечно да трпи притисок од загадување. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.